Со ова денешна пресконференција не е за да креаваме паника помеѓу граѓаните, туку како Министерство и како Влада сакаме да ставиме акцент и да понудиме помош и поддршка соитно да се реши проблемот со делот на снабдување со вода за пиење во општина Струмица. Денови ова што се случува во општина Струмица е сериозен проблем и представува еден вид на еколошка катастрофа. Жителите на општина Струмица се оставени повеќе дена без пивка вода за пиење, со што здравието на граѓаните е сериозно загрозено. Во Струмица не може да се користи водата за пиење од градскиот водовод поради неможноста фабриката за вода која што ја поседува општина Струмица да ја прочисти до фаза да биде вода за пиење. Истата вода која што се снабдува од браната Турија во тој регион. Водата може едноставно да се користи како техничка вода. Она што денови се случува е резултат на долгогодишното лошо менаџирање од страна на општината Струмица, лошото менаџирање и последните неколку години во делот на водоснабдувањето е директна причина што е ова денес се случува. Градоначалникот со неговиот тим требаше многу порано да превенира за да не дојде до оваа ситуација во која што се случуваат денеска граѓаните на општина Струмица. Костадинов треба да одговори на своите сограѓани зошто до денес не е воопшто инвестирано во нов и подобрување систем за филтрација на водата, без ниту еден проект или било каква инвестиција во цел ставање на целосна функција на водоната мрежа во општина Струмица. Ако Костадинов ги имал сите информации, зошто досега не свикал совет и да има било каква координација, да формира било какво кризно тело и да помара помош од другите општини или од владата?